Верувам дека е интересно денот да се започне вака со партија шаха, веројатно и секојдневие за овие млади лица кои што ги имаме тука. Софија Беловска е до мене, Дамјан Николовски, тоа е тандемот кој што игра шах во моментов, и Орце Данчевски исто така тука, интернационален мајстор, фиде тренер по шах, човекот кој што веројатно низ годиниве представува веќе синоним за шахот, и многу од новите генерации веројатно го засакаа шахот токму благодарение на Орце. Добро утро за сите, добре ни дојдовте и ви благодариме што вака ни го разубавивте студиото и со шаховската табла, но и со овие фигури и со вашето присуство тука. Добро утро за сите. Добро утро. Добро утро на вас. Добро утро. Софија, дали навистина вака денот ти започнува често дома кога ќе станеш наутро да одиграш некоја партија, дали со мама, со тато, дали онлайн? Јас со мајка ми и со татко ми не играм шах. Играм повише онлайн. Зашто не знаат или не сакаат? Па они се послаби. Добра. Играм онлайн, ама сега повише работам. Тоа што ќе ми даде наставникот задачи, тактики. Се доусовршуваш, значи. Да. Добра. Дамјан, тебе како ти поминува секојдневието ако зборуваме за оној дел што е надвор од училиште? Па после училиште доаѓам дома. Ако неам физичко, играм со топка, па после си почувам домашните и шах. Значи одлична комбинација и физичка активност, и нешто за на училиште и шах. И впрочем, тоа е и нашата тема денеска, покрај сите информации кои што ги дадеме и новитети за придобивките од шахот, поточно за самите придобивки кои што ги дава шахот во текот на образованието или во учењето, ако зборуваме дека е една игра за подобрување на фокусот и на концентрацијата, веројатно тоа во пракса кај учениците и тоа како помага, па верувам дека од ваше долгогодишно искуство вие тоа ќе го потврдите. Така. Придобивките од играњето на шах се веќе добро установени и приметени на сите нивоа. Тоа веќе го зборувам десетина години уназад, редовен гостин со во голем број емисии, каде што и мислам дека луѓето конечно во Македонија сватија дека шахот е една алатка која што и текако треба да се воведе во образовниот систем, и текако треба да се редовно практицира кај нашите, особено кај нашите деца, за севкупниот когнитивен и психофизички развој кај секој дете. Значи шахот, сега ако почнеме да зборуваме за сите придобивки што ги има, ова емисија ќе ни биде прекратка. Да. Така да едноставно можам само да нагласам дека во 2022 година како Шаховска федерација на Македонија поднесовме во бюрото за развој, Министерството за образование, акција да се воведе шахот како изборен предмет, и тогаш ни се одобри, и од тогаш па се до денеска вршиме голем број на обуки, на презентации на истиот изборен предмет, така да денеска можеме да кажеме дека во 50 училишта шахот е влезен како изборен предмет од 1 до 5 оделение. Тоа е една голема придобивка. И се надеваме дека ќе го зголемиме темпото за се повеќе училишта. Зошто не е во сите училишта? Тоа е процес. Се уште, како да ви кажам, малку тешко се прифаќа од наставничките, како изборен предмет, се уште се смета дека шахот можеби ќе ги оптеретува нашите дечиња, но полека ја пробиваме таа парадигма дека шахот е тешка, комплицирана игра, него напротив, велиме дека шахот е едноставна, лесна за учење, благодарение на модерната технологија. Тоа може малку покасно и да ви објаснам, да позборуваме околу тоа, но сега за сега навлегуваме во сите училишта во Имате ли информација колку од децата го избираат на вистина, бидејќи е изборен предмет? Доколку наставничката го понуди, тогаш ќе го изберат и децата. Значи, главната спона помеѓу шахот и децата се моите колеги и колешки од доленска настава, наставничките. Треба и тие да го познаваат добро за да го принесат, или како? Зошто има некаков спор, да речем? Веќе 2 години сум во акција, односно во нон-стоп посета на сите училишта, прво во Скопје, но и во внатрешноста на Македонија, каде што ги убедуваме наставничките дека не е потребно никакво презнаење од нивна страна
за да се воведе шахот како изборен предмет, затоа што се направени апликации, програми, видеа на македонски, на албански, на турски, на англиски јазик, каде што изучувањето на шахот е толку едноставно, толку лесно, со наставни ливчиња, едноставно наставникот само треба да ја координира работата, да го обезбеди потребниот мир и ред, што е негова основна врска, да го ја пушти апликацијата Александар Тичиш, да ги пушти видеата. Тука е книгата Ајде да играме шах како помошно учебно средство, така да е многу лесно, многу едноставно да се воведе. Но морам да кажам дека се поголем број наставнички ја се огледуваат, особено после мојата посета во училиштата, ја се огледуваат ова реалност и ова потреба и се повеќе влегуваме во училиштата. Да, и тоа така треба да биде. Ако земеме предвид какви се останатите изборни предмети, па би рекле дека и тоа не е за, да речеме, во оваа нивна училишна возраст или за дел од образовниот систем, но сепак се дел од тие изборни предмети, а шахот првенствено за децата ќе го привлече вниманието со оглед на тоа како и на кој начин сакаат да се надпреваруваат и што е она кое што знаат да го покажат. Па од тука, да, повелете, ќе ги прашам особено потоа. модерните методологии сега што ги применуваме за изучување на шахот во образованието се толку ефикасни и се толку привлечни. Самата апликација е по пат на видеоигри, дечињата доаѓаат на смарт таблата и играат видеоиграта поврзана со одредени фигурчиња. Да, дополнително го зголемува интересот, емоциите за љубовта кон шахот се раѓа. Прекрасната книга Ајде да играме шах со убавите анимации, видеата што се направени сега по проектот Ајде да играме шах, се направени 6 видеа на македонски јазик, каде што преку анимирани цртани ликови се учи играта шах. И исто така доста убав визуелен начин на приемање на знаењето за шахот, така да тоа е начинот и верувам дека шахот има убава иднина во Македонија. Да, дефинитивно, ние веќе испишавме една од нашите теми, шахот како алатка за подобрување на училишниот успех. И веројатно тука ќе се сложите со мене и ние со вас, затоа што тие информации секако доаѓаат од вашето богато искуство. Тоа можеби ќе го потврдат и сите оние наставници кои што веќе во училиштата го гледаат тоа преку децата кои што одбираат да играат шах. Факт е дека навистина шахот влијае многу на развојот на моториката кај децата и веројатно оттаму и потребата уште во рана возраст младите да размислуваат на тој начин, затоа што ова е како една животна лекција или нешто што низ животот генерално многу ќе ни користи. Можете тоа да ни го потврдите низ примери веројатно? Секако. Главната идеја за воведување на шахот во образованието не е создавање на шахисти, не е создавање на велемајстори и развивање на шахот како спорт. Главната идеја е тоа што моето 12 годишно искуство како наставник покажа дека секое едно дете кое што ќе дојде во допир со играта шах има подобрување пред се на концентрацијата, особено тоа е многу важно кај првачињата, кога доаѓаат на училиште немате концентрација на многу ниско ниво, веднаш кога почнуваат со изучување на играта, таа се зголемува секој месец се поголема и поголема. Имаме дечиња, првенство на Македонија до 8 годинки, тоа се има деца од 6 годинки, каде што работата концентрација поминува 1 час и нешто. Тоа е многу важно кај сите деца и тоа е во мојата пракса е докажано дека секој дете кој што ја игра играта шах на мала возраст, зборуваме за 5-6 годинки, дупло ја зголемува концентрацијата. Сега главната врска на шахот е со математиката, со логичкиот начин на размислување. Едноставно ние велиме добар шахиста, добар математичар. Да. Тоа е толку очигледно и толку таа врска е заемна, така да, например, кај мене, кога додека работев како наставник, децата што беа во математичка секција, беа и во шах беа истите дечиња. И ние имаме одлични примери тука за да може да прашаме како тоа во образованието изгледа на дело, во смисла на тоа што тие гледаат како подобрување, Софија и Дамјан, да ни кажете еве вака од кога сте стартувале со шахот, па и со училиштето, што е она кое што го гледате како придобивка и каде шахот најмногу ви помага, да речеме во кој предмет, дали е тоа математика, дали е тоа можеби некој од другите предмети, каде ги гледате сите тоа ако зборуваме за побрзо учење, побрзо разбирање на материјалот, добар резултат или успех, што ќе ни кажете вие? Па јас во школа мене сите предмети не ми се тешки и ги разбирам и без шахот.
Ама највеќе шахот ми помага во математиката, тоа ми е најлесен предмет. И веројатно Да. си има зошто, веројатно заради тоа што си добра и во шах, така? Да. А Дамјан? највише во концентрација ми помага. Супер. Дамјан, што ќе ни кажеш ти? Мене шахот ми помага во математика дека одам на регионален надпревар и на општински. Покрај шахот одиш и на математички надпревар? Добра, Оваа година можда ќе стигнам и до државно. браво. И многу ми помага шахот со математиката. Колку часа во денот поминувате да играте шах? Па околу 2-3 сати. 2-3 сати во денот. Да, Супер. Исто Софија Па, ќе тебе или? па јас 3-4 часа. Дури малку повеќе. Софија, летова имаше 3 турнири во Грција, во Бугарија, значителни успеси постигна. Ова е еден пехар од кој што ти тешко се одвои и ни дозволи тука да стоја не до тебе. Што значи за каков успех станува збор, од каде е овој пехар и оваа медаља? Тој пехар ми е од надпревар од квалитет. Јас го освоив тој надпревар и за прв пат тој надпревар го освои девојче кој играше со машки. И Тоа е надпревар тука во Македонија, Да, Орца? тој е Да. меѓународен шаховски надпревар. тој се одржува веќе 10 години. Да. И за прв пат во историјата девојче победи на турнирот. Затоа е толку драг ми Затоа, со да, тоа. Еве ти го давам, Вистина. иако ми беше привилегија и јас тука да го имам до мене. Одлично, Софија. Кои се другите вака позначени успеси да истакнеме дека си второ место или вице шампион во категорија девојчиња До 10 години во нашата држава? Да, играв на државно, бев второ место. Играв и на други турнири. Сега вчера бев во Гевгелија на рапид турнир, тоа е забрзан шах. Трае како 10 минути со додавање од 5 секунди. И што ти е поинтересно, такви побрзи меч се вика ова, Орце? Шаховски турнири на различно темпо на Со различно Јас време. повише- временско темпо, да. Јас повеќе сакам стандард, тоа е поуспорен шах. И тогаш повеќе размислувам, имам повеќе време за размислување. Впрочем, шахот е и тоа, нели, Орце, ќе се согласите? Да, тоа е поинтересно, имам време за планирање. Ако го играм рапид, брз шах, немам време. Да, тоа е Играм на некако интуиција. убрзано Браво. мислење. Добро, тука се развива, значи, малку повеќе интуицијата. Интуицијата е многу важен дел од Си играта. има секоја, веројатно, како велиме, во шахот, како шаховска дисциплина, поддисциплина, како и да е конкретниот термин, но си има свој придонес. Во контекст на ова кој што го спомна и Софија и Дамјан за тоа колку во текот на денот играат шах, што би кажале вие? Кое е оптимално препорачано време за млади шахисти како нив да играат во текот на денот? Значи, како и за се друго, така и за тоа треба да да... објасниме дека Дамјан и Софија се деца кои што се посветуваат на оваа игра како спорт и сакаат да се надпреваруваат и да постигнуваат резултати не само во Македонија, него надвор. Тоа им е тренинг. Така. Они се мои ученици веќе неколку години и се едни од ретките ученици кои што се, јас би рекол, на таа возраст работоспособни да можат самите да седнат и 2 до 3 часа дневно да посветат на шахот, да ги завршат материјалите што им ги давам, да ги завршат задачите што треба да ги сработат и тоа е навистина ретко на таа возраст да може да се постигне, како да кажеме, да вид полупрофесионален однос према играта. Да. Тоа е единствениот начин за да се дојде до успех на европско, на светско ниво. Со редовна работа од минимум 2 до 3 часа дневно. А тоа Дамјан и Софија, тука е Абдурахман Ахмед Целим, кој што морам и него да го издвојам како еден од најголемите шаховски таленти во Македонија и он исто така околу 3-4 часа секој ден вежба, тренира и сега ни предстои Будва, европско првенство во крајот на октомври, почетокот на ноември. Припремите се во тек и се надевам дека ќе се спремаме добро и ќе постигнеме некој значаен резултат. Одлично. Да, Дамјан, ајде да кажем и за тебе дека си државен школски првак, дека си трето место во Македонија на државното првенство и тоа, ако не се лажам, 3 години поред го држиш ова место. Добро, во категоријата до 12 години, инаку во моментов имаш 10 години, така?
Во периодов, исто како што спомена Јорите, се подготвувате за Европското првенство. Тоа значи дека во годината имате повеќе надпреварувања, повеќе турнири. Претпоставувам за тебе големо задоволство да учествуваш на сите, но ти пречи ли што си трето, а се уште не си второ или прво? Дали е тоа следното нешто што кон кое што целиш? Следно нешто што целам, мислам дека веќе ме редно време да освојам прво или второ. И ќе биде така, со оглед на тоа што поминуваш доволно време во денот за да се посветиш на шахот. Дали ги мотивираш и другите дечиња во твоето опкружување во училиште да го изберат шахот? Во пето имав изборен шах и во едно џума што е околу 20 деца собира до 30, а ни избра 60. Преголем интерес. Сите на шах беа. Ти ја држеше наставата? Да, ја држав ја. И тоа е една одлична идеја кога има можност дете да држи една настава или да им кажува на своите соученици за играта шах, тука побрзо и ќе се роди таа Скоро во љубов. секој училиште во Македонија имаме дете талент. Еден совет до наставничките, доволно е само да го повикаат и да го пуштат, детето ќе се одработи својата работа. Ќе одработи нивната работа, за која што се скептични, нели тие? Така е. Во контекст на мотивацијата која што ја споменавме, јас би прашала и ви за двајцата. Што повеќе ве мотивира, ако зборуваме за кога ќе се одигра шаховска партија или турнир, што повеќе ве мотивира, поразот или победата? Победата повеќе ме мотивира дека сум победил и одам понапред со поените. Мене и победата и поразот ме мотивираат. Кога ќе победам, добивам повише поени. А кога ќе изгубам, се мотивирам и гледам каде ми е грешката за повторно да не сгрешам. И тоа е клучот, така? Останав без зборови. Точно знаат што да се каже. Презадоволен, да. Ајде сега кога веќе ги зборуваме овие поени, да им подобјасниме на гледачите. Не знам дали е ова во контекст на тоа што ми го спомена Софија, но веќе ти го имаш стекнато првиот рейтинг 1511, ако тоа добро јас изразувам, согласно ФИДЕ, Светската шаховска организација. Што тоа значи вака да и мене не ми е јасно, а верувам и на гледачите? Тоа се тие поени кои што се собираат? Па тоа се добива, рейтингот се добива кога ќе победиш некој играч кој што има рейтинг. Меѓународен. Да. Ако го победиш, а тој нема рейтинг, не добиваш рейтинг. А ако го победиш има рейтинг, колку поени добиваш? Па зависи колку има тој рейтинг. Например, ако јас имам 1510, тој ако има 1900, можам да добијам 40. Да. 40 поени од победа, да. Тоа е математичка формула која што варира во зависност од возраста, од нивото на рейтингот, но поентата е да се победи тој што има рейтинг. Тоа е поентата. Че тоа бркаат младите шахисти. Да, тоа ги мотивира многу. Рейтингот и Дамјан има солиден рейтинг меѓународен. Тоа е, не знам, нешто што не постои, а ги мотивира многу. Но морам да нагласам, може би емисијата ќе гледат голем број шаховски таленти, дека трчањето по рейтинг не е педагошки, не е добро. Зборувам сега од наставна гледна точка. Кога одиме само по рейтингот, а не се трудиме да го стекнеме знаењето, не се оди, така, не се оди во вистинскиот правец. Затоа јас и на Софија и на Дамјан, на сите останати дечиња ги учам акцент да стават на нивото шаховско знаење. Едноставно рейтингот да не обрнува внимание, тој да ги следи. Тој сам по себе тој сам си доаѓа, независно дали они го гледат или не го гледат. Но знаете кога тоа е некоја бројка која што ќе ви стават овде на челото некоја бројка и сега сите гледат во таа бројка и тоа е несвесно, но сепак е тука. Затоа сте вие тука за тие мудри совети да може да ги добијат и да го практикуваат тоа како треба. Љубовта кога ќе се роди кон одредена игра, спорт, што и да е, значи самите предиспозиции доколку постојат и талентот се излегува на дело, но кога се доусовршуваат тоа исто така апсолутно добродојдено и се гледа во нивните резултати. Јас би прашала кој потек или која стратегија ви е омилена? Например, што најмногу сакате да користите во текот на играта? Софија, ти што ти е најомилено во шахот? Па мене најомилен дел од шаховската партија ми е завршница. Тоа се одржува на крајот од партијата, кога ќе се разменат фигурите
И тогаш е работата дали кралот е во центар, но мора да биде и заштитен за да не добие мат. Да. И кој има повише материјал, например кој има пиум повише, ако е више таква завршница, а ако има топови, Што е најважно кога има топови? тоа се вика топовска завршница. Најважно е Освен кралово центар, што е најважно за топовите, што треба да бидат? топовите треба да имаат отворени линии и да имаат полиња за напаѓање. Зашто знаеме топовите од нагоре надолу и лево и десно. Активноста на фигурите е најважна работа. Најважна, да. А која е најјака фигура во шахот? За мене најјака фигура во шахот е дамата, но кралот е најважен. Кралот никогаш не може да се изгуби. Добро, Тој ајде. останува во игра, ако го нападнат и нема каде да оди, не може да земе фигурата и не може да бега, тогаш тој е под шахмат. Добро, Дамјан? Мене најомилен дел од шахот ми е завршицата, дека најмногу можам да се справам. Тоа посебно со пешачките завршици, каде што има само пиуни. Многу знам да се справувам со темпа. Завршување на време. Добро, тоа значи дека брзо мислиш? Брзо брзо правиш потези? Не правам баш брзо, но Тој тип на темпото завршици се- најдобро ги разбира. Аха, добро. Пешачките завршници најмногу ги разбира, затоа што има чувство за темпо, знае каде треба да оди кралот, како да се Аха. надбудрува со противничкиот крал и како да навлезе кај противничките пиунчиња и да А победи. умееш ли да прочиташ стратегијата на противникот? па можам, се зависи у кој позиција. Ама скоро у сите позиции можам. Гледам што Да сака. предвидиш од прилика. Закани. Супер. Како се подготвувате и Софија и Дамјан ќе одат на европското првенство? Така, Орце, тоа ќе биде некаде кон крајот на месец октомври, ќе се одржува во Будва. Какви ви се плановите за таму, колку дена ќе трае, која екипа од Македонија оди таму? Ова година од Македонија И за ќе до која биде категорија е? Да, тој е од 8 до 18 години званично првенство на Европа. Ова година ќе биде најбројни 30 дечиња од Македонија, зашто Будва е многу блиско. Црногорската шаковска федерација е голем пријател на Македонската шаковска федерација и 30 за прв пат 30 дечиња ќе учествуваат од Македонија на европските првенства. Тоа е многу захтевен турнир, многу важен турнир. Како ќе се покаже, ќе видиме потоа. Се надам дека со добри резултати ќе се вратиме таму и ќе добиеме повторно гости овде во студијата. Да, и дека им е навистина предизвик и добро е тоа да биде така. Ако зборуваме нели за шахот кога се игра со мерење на времето, нели има дали секој надпревар е со мерење на времето? Овие се стандард турнири, тоа е оној вистинскиот шах, ние што го велиме по сати 30 за секој играч, со 30 секунди давање на секој потек. Тој е оној каде што Магнус Карлсен царува, тоа е шахот кој што има најубавите тактики и стратегии, додека брзопотезниот шах моите ученици и јас го сваќаме како забава. Ова е вистинскиот шах. Да, како рекреативно кога играме или без време, без тренинг притисок од парти време и и нешто така така, натаму. да. Имате ли фаворит во шахот од кој што учите покрај нели знаењето кој што ви го дава наставникот? Мојата омилена жена шахистка е Дивија Дешмук. Кажи ни од каде, бидејќи Таа ние не од знаеме. Индија. Од Индија. Добро. Да. И по моментов во Во светот моментот таа е една е од подобрите? да, една од подобрите, има 2400 и не знам колку, нешто. Поени? Да. И јас често ја гледам кога игра на турнири во живо. И учиш од нејзе. Да. Браво. Добро. Дамјан, ти? На мене омилен шахист ми е Магнус Карлсен, Се знае. кој е од Норвешка. И има рейтинг 2800 и нешто. Пак Браво. со рейтинзите, ама добро, важно е да има Таа бројка мотивација. мора да Добро постои, рековте, точно, кога да. веќе ги има Да. бројките, значи Мора тоа да постои, да. тоа е сатисфакција. Така. Добро е да се има во секој случај сатисфакција, а кон крајот Дамјан бидејќи веќе си направил едно предавање за твоите другарчиња, ќе те замолам еве една порака за оние можеби и деца, па и родители кои што не гледаат за играњето шах, за интересот кон истиот и што е тоа кое што ете ти би им го препорачал како еден од најдобрите Ја млади го шахисти? препорачал прво да знаат како да играат, да знаат како да ги мрдаат,
па после ќе им препорачал да напаѓаат и да даваат матори. Значи прво да научат, па после да научат што е каде, па потоа да напаѓаат. Тоа е најдобриот совет што може да се добие. Тој ви им го давате како совет. Да. Значи само што Софија да слушнеме да не. Јас им препорачувам да научат да ги мрдаат фигурите исто така. А потоа да научат да напаѓаат, ама да не напаѓаат, например, без врска, да ги вклучат сите фигури во нападот. Браво. Добар совет. Да. Урце, тука би сакале да ја споменем и академијата, која што е новитет генерално во нашата земја, ќе биде достапна за сите, Академија за шах, за што станува збор, тоа ќе бидат онлайн часови што целата академија ја прави да биде многу подостапна за сите деца во целата наша држава. Така е. Затоа што веруваме дека имаме бројни таленти, само треба да се лоцираат и да им се даде нели ветар во грб. До септември месец работев како наставник, а од септември месец излегов од образовниот процес и ја основам Шаховска академија Данчевски. Шаховската академија Данчевски има две цели. Прва и основна цел е работа со шаховските таленти од цела Македонија, преку онлайн, така наречени онлайн часови, каде преку интернет се сврзуваме со сите деца од цела Македонија, каде што мојот образовен систем, кој што веќе десетина години дава одлични резултати, имам веќе два интернационални мајстора, кој што го помина тој систем, Емил Ристевски, Никола Николовски, два фиде мајстора, Антон Златков, Андреј Виленовски и огромен број на дечиња со рейтинзи над 2000 рейтинг поени. Така да поентата е работа со талентите. Едноставно, ова работа со децата кои што не знаат да играат шах, да ги учат, ја препуштам на помладите генерации, мои ученици. Тука имам неколку тренери кои што излегува од мојата академија, тоа е Димковски Стојанчо, Манова Ивана. Се надевам дека ќе успеам да создам уште поголем број тренери кои што ќе се спуштат во училиштата, ќе почнат да ги мотивираат дечињата да играат се повеќе и повеќе шах. Тоа е една од главните идеи на Шаховската академија Данчевски. И втората, ќе се насочам во училиштата за подигање, односно придобивање на што поголем број наставнички, да го введат шахот во своите училишта, да почнат со введување на изборниот предмет шах. Тоа бара голем ангажман, патување од школа во школа, држање презентации и обуки на самите наставнички, да ги уведам колку е тоа едноставно, колку е тоа лесно, дека да не се скептични, затоа што сепак на крајот се работи за развој на детскиот мозок и за така. Плюс тоа ќе бидат најомилени наставници во училиштето. Да, повеќе придобивки. Така. Да. Урце, еве само јува да го потенцираме, ако не е изборниот предмет, кога е за оние деца кои што немаат можност тоа да го прават во училиште, кога е можеби идеална возраст да започнат да играат шах, затоа што многу од децата, еве барем и од нашето искуство и од наше детство, ние сме играле шах со баба и со дедо. Сега можеби нели со мама и со тато, но она вистинската игра може да се надпреваруваат. На мојата веб страничка www.danchevski.mk е поставен првиот степен од мојата шаховска школа бесплатно. Значи секој едно дете, независно од возраста, кој што ќе успее да ги совлада тие 11 лекции, ги научи како се движат фигурчињата, ги научи основните правила што е шах, мат, пат, реми, тоа е веќе способно да се зачлени во Шаховската академија Данчевски, способно е да се зачлени во шаховските клубови и да почне понатаму со учување. Сум имал дечиња на 4 годишна возраст кои што почнале да играат шах, имам дечиња на 5-6 годишна возраст, тоа е индивидуално. Филозофите се согласиле во едно. Чудо дете се појавува во 3 области: математика, музика и шах. Значи на 4 годишна возраст може детето да почне да игра шах, ако ги научи основните работи. И е уште едно прашање во контекст на времето во кое што живееме или овие нови млади генерации, сепак се соочени и живеат во светот на дигитализацијата, а сега и со вештачката интелигенција, како за се, така и за шахот, ако зборуваме не само за деца или едукација на децата и учењето на шахот, туку и глобално за шахистите, светските и за самиот шах. Колку влијание може да има вештачката интелигенција во промена на тоа? Огромно и позитивно. Во смисла, благодарение на интернетот, благодарение на шаховските програми, сега и на АИТО, дојдовме во ситуација да велемајсториите се појавуваат на 13 годишна возраст.
На 14 годишна возраст имаме дечиња со рейтинзи 2600-2700 рейтинг. Тоа е се благодарење на интернетот, благодарење на компјутерите, поврзаноста, сите турнири се онлайн веќе се пратат во реално време. Софија рече, си го дојде дома, си уклучи турнирот, го гледа женскиот светски куп. Си дојде дома Дамјан, го гледа Магнус Карлсен на последнов турнир како ги играат партиите и информацијата патува во реално време. Во мое време информацијата патуваше со години, никако не стасуваше до Македонија, така да сега благодарење на ова модерна технологија, едноставно што недостасува е љубовта. Љубовта кон шахот може да ве направи да бидете професионалец на многу рана возраст. И далеку да ве однесе. Така е. А тоа е вашата мисија. Се надеваме дека ќе успеете во поголем број училиштата, да не речеме во сите, да го понудите шахот како изборен предмет. Добре дојден за Стрелица. Убаво да си поминете на Европско во Будва Сакувам успех. Да се видиме повторно тука со нови пехари, така? Да. Со медал да се вратиме. Ете, Да. така. Да. Да,